Добре дојде во студио за Марија Грубор, активист на студентскиот пленум. Вие минатата недела после вашиот настап пред владата, вашиот говор, бевте нарекувани на социјалните мрежи и видеото кое го презентираше Нова, бевте нарекувани како херои, новата Македонија, македонската иднина. Зашто се залагате? Која е вашата борба? Мојата борба во овој случај, секако како и на сите други студенти, особено на студентскиот пленум, е подобро образование, поквалитетно образование, кое што нема да ги инкорпорира сегашниве реформи кои се предложени. Ние секако се залагаме за подобро и поквалитетно образование. Всушност студентите од многу други организации кои се поврзани со студентскиот активизам со генерации, со децении веќе ги зборат проблемите, ги укажуваат и ги посочуваат многу јасно, многу директно. Но не беа слушнати. Меѓутоа никогаш не биле слушнати. И сега овие реформи доаѓаат како една шлаканица. Тоа е за нас една буквално една шлаканица, бидејќи Зошто? Објаснете зошто. Затоа што знаете, сите сме свесни за проблемите кои постојат, сите живееме во ова секојдневие и се соочуваме со неквалитетот, со дипломите, со преголем број на образовни институции, со преголеми квоти за упис на студенти. Меѓутоа сето тоа така поминува, никој не обраќа внимание на тоа и сега најнаш доаѓаат едни реформи од небо, кои што се само одговор на последицата. Тоа вие како да лепите фластер на прострелна рана. Тоа очигледно дека нема да помогне ништо суштински да промени во нашето високо образование. Екстерното нема да промени, нема да помогне. Зошто? Нема да го подобри квалитетот. Можете ли тоа да го аргументирате? Зошто еден државен испит кој според аргументацијата, објаснувањето на надлежните власти, го гледав и министерот Никола Тодоров кај Јанко Бурек, тој објасни дека тој испит би бил поделен на два испита всушност, во втора година и во четврта година. Зошто, вели, не можам да разберам зошто не сакаат студентите да се испита нивното знаење? Па не е во тоа проблемот всушност во испитувањето на нашето знаење. Проблемот е во тоа што некој сака да го мери нашиот развој како интелектуалци, како студенти, како академски граѓани со тестови, квантитативно. Ние сме веќе испитувани, ние веќе полагаме испити и колоквиуми на нашите факултети и нашите професори го следат нашиот развој, го знаат нивото на нашето знаење. Со ова уште една мерка на квантитативна мерка на нашето знаење и нашиот развој, ние не постигнуваме ништо. Значи, првично беше кажано дека тоа ќе го подобри квалитетот со тестирањето, потоа беше кажано па ќе бидат прашањата лесни, секој ќе може да ги научи, па тоа е само за преодна оценка. Значи, мораат тие да се одлучат дали сакаат навистина да постигнат квалитет или да воведат само уште една мерка која што ќе ни биде товар, а не нужно за да добиеме подобро образование. Професорите во овој случај, ги споменавте професорите, се иземени од воопшто и од јавната дебата, како и вие што сте иземени од јавната дебата и од предлог законот, и дури и тие ќе бидат надгледувани во тој процес на државен испит. Всушност и велат, со тоа се руши автономијата на универзитетот, ако треба некој да одлучува, тоа сме ние. Да, тоа се нашите професори, тоа се луѓето кои треба да одлучуваат за тоа. И затоа оваа битка е заедничка, каде што стоиме едни до други, нашите професори и ние студентите. Треба со заеднички сили да го избуткаме ова до крај и да биде слушнат нашиот глас. Бидејќи мислам дека конечно стоиме на истата страна. Добро, околу етикетите, дисквалификациите, дискредитирањето на студентите и на професорите во овој контекст, и власта, значи, и функционерите, политичарите, премиерот Никола Груевски неколку пати тоа го спомена, велат како велат, се работи всушност за една мала група организирана, водена од Сорос и од опозицијската СДСМ. Да, ги знаеме сите тие узборувања. Добро. Кој е вашиот одговор до ваквите квалификации? Мојот одговор е дека апсолутно децидно, категорично ги отфрламе сите такви обвинувања. Никој не стои зад вас. Никој не стои зад нас и би требало, да ви кажам најискрено, би требало цела оваа земја да е среќна што конечно постојат студенти кои автономно решиле да се организираат и да превземат нешто за себе. Ова ви е едно grassroot, како што се нарекува во странската литература, граѓанско движење, иницијатива, од студенти за студенти, да се погрижиме ние самите за себе. И тоа е за почит. Што и да се случи утре со студентскиот пленум и со оваа борба, ова е за почит, ова иницијатива овде до каде што дојде, треба да остане запишана како едно независно движење какво што одамна не сме имали и пример од кој што треба да црпат другите граѓани. Од нас за нас. Кој сака да се придружи, да биде солидарен, е сосема повикан. Значи, доколку луѓе
активисти, студенти, било какви елементи кои што се поврзани со Сорос, со власта, со било каква партија, излезат на улици, изразат поддршка и знаат зошто го прават тоа, ние немаме право да им кажеме вие сега одете си затоа што не сакаме да бидеме поврзани со вас. Ние знаеме кои сме и нема потреба да се правдаме пред било кого. Секој што сака може да не запознае, може да испита кои сме, што сме и зошто сме. Пленумите беа јавни. Досега беа одржани 3 или 4 пленуми кои поради лошите временски услови веќе не можеме да ги држиме јавно и отворено како што беа до сега, меѓутоа ќе продолжат и понатаму. Пленумот е замислен како една платформа преку која студентите и во иднина ќе можат да се изборат и да кажат став во врска со своите проблеми. Ова не е само за екстерното, ова не е само за државниот испит. Ова е еден начин да се организираме самите ние, без никакви влијанија, за и понатаму да можеме да одговориме, да реагираме, дури и да инспирираме и да поттикнеме промени кои што ни одговараат нас како студенти за нашето образование. Добро, кој го организира тој студентски пленум? Имате ли лидер? Структурата е хоризонтална. Целата идеја е да нема лидер, затоа што знаеме како излегува на крај Солидирита. Како излегува на крај Солидирита? Па може да завршат со добра политичка кариера. Па тоа не е лошо. Се е политика. Да, меѓутоа нашата идеја е малку поинаква. Не сакаме да биде движењето поврзано со еден лик кој што ќе биде експониран во медиумите и тотално експлоатиран. Сакаме да имаме хоризонтална структура во која што секој студент, секој обичен студент како и ние самите ќе биде поттикнат да излезе на пленум пред своите колеги, да каже мислење, да слушне мислење и критика, да се дискутира меѓу нас, да имаме заеднички став. Секој од нас да биде информиран зошто го мисли тоа што го мисли, зошто го прави тоа што го прави, зошто поддржува еден марш. Со таков заеднички став можеме да бидеме многу посилни затоа што не е работата да имаме лидер и не е работата да имаме луѓе кои што ќе делегираат обврски едни на други. Работата е да створиме едно тело кое што ќе може самото да се поддржува, каде што ќе има креативност, иницијативност, идеи од луѓето кои инаку би останале на маргините и би чекале некој лидер да ги одведе некаде. Така да и до сега се трудевме во медиумите да не бидеме да не се вртат едни исти луѓе за да бидат поврзани со движењето, туку секогаш да се најдат нови луѓе кои ќе бидат лице на движењето затоа што во реалноста ова движење е на сите. Така, но ќе се роди така треба да остане. Да, верувам дека ќе се роди некаков лидер, тоа е природно и нормално. Која е Марија Грубор? Освен што ја имате дипломата во джеп по психологија. Па си уште не, меѓутоа наскоро се Добро, но имате завршено, тоа е поентата. Имате ли во джеп некаква друга диплома, например партиска книжка, која би ве обележала? Која би ви го патот би ви го покажала кој е вашиот пат? Не. Ве разбрам, меѓутоа немам никаква друга книжка освен индексот кој што веќе е исполнет со оценки и дипломата која наскоро ќе ја добијам и тоа е се. Вие бевте и така ќе остане. Да, сакавме го направиме ова интервју, но вие бевте во Велес, вашиот роден град, и заради тоа го пролонгиравме, но денес има повторно протести, вие сте поддржани, тоа сакам кажам, поддржани сте од семејството, од пријателите, од колегите. Да, секако. Имам поддршка од сите и благодарна сум многу за таа и за поддршката од семејството и од најблиските и од луѓето кои воопшто не ги познавам, а кои ми го преплавија Фејсбукот овие неколку денови со пораки. Не очекував оваа реакција да стигне, меѓутоа мило ми е што е така. Мило ми е што луѓето ја препознале мојата лично во случајов искреност и само се надевам дека својата енергија понатаму ќе ја вложат во инспирирање на други луѓе. Добро, имате ли притисоци? Вие лично, останатите активисти од студентскиот пленум? До сега не сме се соочиле со некој страшен притисок. Реално не ги чувствувате ли оние етикети кои ви се лепат како притисок? Ги чувствуваме, меѓутоа решаваме да продолжиме и покрај тоа, едноставно. Не сме се соочиле со реален директен притисок за среќа до сега. Сепак никој не е толку безобразен изгледа се уште. Добро. Вчера имаше протест, односно се гушкаше ГТЦ. Тоа е граѓанско движење, неформално се разбира, но имаше и представници од студентскиот пленум. Да, секако. Која е пораката? Пораката е дека треба да се поддржиме едни со други. Ова е веќе едно вмрежување на граѓански иницијативи кои се борат за подобро, похумано општество, за почист град, за поубав град, за своите интереси, за своите права или желби како граѓани. Едноставно и имаме на некој начин и право и обврска и ние како студенти да ги поддржиме сите тие иницијативи, да ги повикаме и нас да не поддржат како што веќе се случи на маршовите. Велите обврска. Може ли тоа да го објасните на јавноста? Во принцип обврската на граѓаните да имаат да бидат општествено будни, да имаат општествена свест. Што тешко тоа во Македонија нема таква традиција, култура, политичка култура пред се,
Но вие тоа го препознавате, дека имате обврска. Може ли тоа да го образложите? Да, го препознаваме многу јасно. Се тоа и отпочна на тој начин. Го препознавме нашата обврска, да реагираме, да бидеме будни, да знаеме што ни се случува, да оформиме став и да се држиме до него. Ја препознавме нашата обврска, да не поминеме само покрај реформите, промените, уништувањата што се случуваат околу нас и да оставиме сето тоа некои идни генерации да го решат, а тоа ќе бидат нашите деца за жал. Да. Неколку минути, буквално така траеше тој процес, пред да настапи, односно тоа беше марш во петокот на студентите, во собранието беше изгласан предлог законот. Да. Кој е вашиот коментар? Мојот најкраток коментар на тоа е дека тоа е мощно безобразно. Гласот не е слушнат, не е земен во предвид, а гласот досега беше доволно силен, доволно јасен за да заслужи да биде слушнат и разгледан. Ставно не постоеше јавна дискусија, јавна дебата, не беше земено во предвид мислењето на студентите. Знаете, ние сме повеќе од луѓе кои излегуваат на улица и протестираат. Ние имаме подготвено правна аргументација од луѓето кои се правници меѓу во студентскиот пленум. Имаме спремно многу добри аргументи кои што никој не ги зема во обзир од страната која што треба да ги земе во обзир. Така да тоа едноставно не е во ред. И затоа и ќе продолжат овие работи кои што се случуваат. Така, велите безобразно е тоа од страна на пратениците. Би ви беше тресната вратата онаму каде што имаше јавна дебата, тие ја нарекоа јавна дебата, но меѓутоа се повлекоа. Немаше представници од студентскиот пленум, немаше представници од професорите, тоа беше на педагошкиот факултет. Прво предпоставија дека вие ќе влетате, па отидоа на друга локација, потоа ви ги затворија вратите. Се уплашија од некаков упад во дебата која што треба да биде јавна. Тоа беше многу интересно. Добро, што ќе се случи? Многу е можно пратениците после неколку читања да го поминат овој закон. Не знаеме што ќе се случи. Но доколку го поминат, тоа е моето прашање. Знаеме дека мораме да бидеме сплотени како што бевме до сега и да продолжиме со оваа борба, додека не се истера до крај. Едноставно мора тоа конечно да се случи, бидејќи досега имало многу вакви борби, каде што во последниот момент луѓето се откажуваат, енергијата се дисперзира. Пример. Да, точно така. Значи мораме конечно да поставиме преседан каде што ќе избуткаме до крај и нашиот глас ќе биде слушнат. Мораме да го направиме тоа, знаете, за иднината, за надежта на луѓето во оваа земја дека нешто може да се постигне ако се собереме заедно. Зошто мислите дека може да се постигне? Зошто мислите дека ќе извојувате оваа битка, ќе доведете до вашиот активизам ќе доведе до победа? Зошто мислите ако ви велам дека е многу можно да се изгласа овој закон? Што ќе сторите? Нема да го почитувате? Професорите најавуваат граѓанска непослушност. Сигурно и ние би го направиле тоа. Што значи тоа? Меѓутоа, не можам да ви кажам ништо за идните мерки кои што би биле превземани, дали ќе бидат протести, маршови, трибини, граѓанска непослушност, бойкотирање или било што, затоа што одлуките се носат на пленумот како целина. Ги носиме одлуките преку интерните пленуми, на координативниот пленум, значи сите заедно ги носиме одлуките, секој глас е слушнат. Колку луѓе? Па, тоа е една бројка сигурно од 100 луѓе кои што координираат на секој факултет, посебно си има пленум и секој може да се вклучи. Тоа е апсолутно така. Така што одлуките се носат на тој начин и постојано се дискутира, постојано се разговара, постојано се прегледуваат настаните кои што се случуваат со собранието, владата и изјавите од министри, пратеници и така натаму. Така што не можам да ви кажам зидните акции, меѓутоа доколку останеме упорни како што се надевам, континуитетот ќе ни извлече од ова. Само континуитетот, затоа што не беа доволни 1, 2, 3 маршови, потребен ни е континуитет за да им покажеме дека сме прилично озбилни. Ќе треснете на маса и ќе кажете доста е, вака не оди. Да. Да. Ќе треснеме на маса и ќе кажеме доста е, вака не оди, како што го направивме тоа до сега. Што ќе биде потребно за да бидеме слушнати, за да се прифати тоа дека ние не го сакаме ова, а за нас се работи и имаме право да го кажеме тоа, имаме право да бидеме слушнати. Како ќе ги натерате да ве слушнат? Не би знаела што е потребно за нив. Досегашните напори се покажа горе-долу неуспешни. Луѓето се активираа, луѓето се разбудија, студентите се покренаа. Тоа е добар успех, тоа е голем почеток затоа што претходно и тоа не постоело. Меѓутоа што треба за тие да не слушнат и да го прифатат нашето мислење, не сум сигурна во моментов. Ќе видиме. Чекор по чекор. Која акција нема да биде успешна, ќе одиме со поинакви мерки, сигурно нешто ќе вроди со плод на крај, затоа што сме спремни
спремни да го избуткаме ова. До крај. Да. Благодарам што бевте гост. Ви благодарам на вас.